Македонија урива рекорди по бројот на заразени и починати во регионот, па дури и во светот, алармира поранешниот министер за здравство Арбен Таравари. Тој вели оти властите водат погрешна стратегија во борбата со коронавирусот. Одлуките на комисијата вели се носат ад хок и без визија. Апелира оти составот на комисијата за заразни болести мора итно да се промени или пак да се освежи со веќе докажани експерти во здравството. Ние меѓу лекарите се знаеме кои се добри епидемиолози, вирулози, микробиолози, инфектолози, за да направиме таква добра комисија, дури да ставиме да речеме дека е мултидисциплинарни проблемот, не е само медицински, туку да вклучиме и други експерти по екологија и по други работи, за да функционира како што треба оваа комисија. Меѓутоа, ја гледам и комисијата се толку релаксирани како да ништо не се случува. Дури имаше и некои пресконференции, се сеќавам, го обвинува народот дека крив е народот за бројките. Оти овој народ е и сличен народ и во Косово, и во Албанија, и во Грција, и во Бугарија, и во Србија. Овие се луѓето, балканци. И како може во Грција да има 40 починати на милион луѓе, кај нас да има 400? Горлив проблем за граѓаните во време на корона пандемија е и јавниот превоз. Оние кои секојдневно се туркаат во автобусите низ главниот град алармираат оти мерките за заштита не се почитуваат. Бараат рети контрола во јавниот превоз, но надлежните немаат слух за овој проблем кој се провлекува со месеци. Преку социјалните мрежи секојдневно се споделуваат фотографии на кои се гледа метеж во автобусите на ЈСП. Граѓаните прашуваат: зошто кога сите по налог на власта се вратија на своите работни места, автобусите и натаму се обраќаат со редуциран возен ред? Мора на работа, а ЈСП полни автобуси. Ништо не се почитува. Инспектори спијат. Венко објавува статистики и го набедува народот дека бил крив. ЈСП цело време тера со саботен возен ред. Никакви инспекции по фабриките и конфекциите за да се види во какви услови работат работниците. 4 или 5 луѓе се многу ако се групираат, а ова во јавниот превоз е нормално. Венко и останатите што делат памет не се ни качиле во автобус. Во меѓувреме, државните граници остануваат отворени за влез на странски државјани без ПСР тест.